Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Улогата на жената во исламското општество. Оваа книга е напишана од Маријам Чаудру. वक्त कम है बहुत है काम चलो Како во секој систем, на секој поединец му се доделени различни улоги за системот најдобро да функционира. Слично на тоа, во семејната заедница мажот е глава на куќата. Ова на било кој начин не подразбира супериорност или помала вредност. Во прашање е само разликата во улогите, бидејќи функциите на мажот и на жената во семејството се само различни. Например, во школото во која работам, имаме директор. Вработените учествуваат во донесувањето на одлуки преку работата на советот, но предлозите секогаш ги потврдува директорот, бидејќи тој ја има конечната одговорност. Поради тоа, тој мора да има слобода за донесување на конечните одлуки. Во семејната заедница, мажите ја имаат крајната одговорност да го овозможат побожното и сигурно пристаниште на љубовта и удобноста, наречено исламски дом, внатре кој е оформен дженнетот под стапките на мајката во текот на патот кон светата задача, моралното подигање на децата. Наспроти тоа, мажите ја примаат послушноста и подкрепата од своите партнери. Бог им наредува на родителите да се молат за успех на оваа света должност, бидејќи барање на Божјата помош низ молитва е неопходна претходница на секоја желба на муслиманите. Господаре наш, подари ни од жените наши и потомствата наши радост во очите и одреди да бидеме водачи на богобојазливите. Поради тоа, за заедницата да биде чиста, и мажите и жените треба да мислат, да се облекуваат и да се однесуваат на начин кој овозможува чистите мисли и постапки да влијаат со начинот на живот и да создаваат општествена клима која води кон достигнување на вистинскиот начин на живот, кон достигнување на заедништво со нашиот Бог, нашиот Создател. Физичката привлечност помеѓу мажот и жената е добра и чиста само внатре во светата институција на бракот. Во честниот Куран Бог ни вели: а од знаменијата негови е тоа што од вас он создаде жени за да најдете смирна во нив. И меѓу вас определи љубов и милост. Ете, во тоа навистина има знаменија за луѓето кои размислуваат. За да ја исполни природната потреба од љубов и удобност, Бог ја втемелил семејната заедница како сигурно и здраво место за доживување и манифестирање на овие нормални потреби. Бог исто така ни кажува како мажите и жените треба да се однесуваат кон другите луѓе надвор од нивното непосредно семејство. Кажи им на верниците да го соборат погледот свој и да ги чуваат срамните места своји. Ете, тоа е почестно за нив. Аллах навистина е известен за она што го работат. И кажи им на верничките да ги соберат погледите своји и нека ги чуваат срамните места своји и убавините своји, освен она што се гледа, и нека ги покажуваат, превезите своји нека ги спуштат на градите. Убавините своји исто така нека не ги покажуваат на другите, освен пред мажите своји и бабовците своји, или пред бабовците од мажите своји и синовите своји, или пред синовите од мажите своји, или пред браќата своји, или пред синовите од браќата своји, или пред синовите од сестрите своји, или пред пријателките своји, или пред робинките своји, или пред оние мажи кои немаат желба за жени, или пред децата кои не знаат за срамните места на жените. И нека не удираат со нозете своји, за да се слушне накитот што го кријат. И сите заедно, покајте се, о верници, за да бидете спасени. За наше добро, Бог од нас бара да ги следиме овие наредби. Резултат на тоа ќе биде чисто општество, не само во спасот, туку и во благосостојбата. Што вие ќе изберете,
општество каде мажите и жените се почитуваат и си помагаат еден на друг за да ја достигнат близината на Бога, или предноста ќе му ја дадете на ова општество? Ајде да се соочиме со стварноста. Жените не уживаат никаква почит во ова општество. Вклучете го само радиото и ќе слушнете како мажите зборуваат за тоа како одат на плажа само за да ги гледаат жените. Истото се случува и во ноќните клубови, во анкетите во главните весници. Повеќе од половина американски мажи изјавуваат дека секојдневно сексуално се вознемирени од облеката на жените. Потоа следат малолетничката бременост, силувањата, самоубиствата на младите, бегањето од дома, разводите, растурените домови, се е во пораст. Втората анкета на Time магазинот известува дека мажите помеѓу 25 и 40 години имаат од 6 до 9 сексуални партнери. Сликите со сцени од факултетски кампови, посебно во студентските домови. Дали е ово општество во кое вие и вашите деца, вашите идни генерации сакате да го потрошите краткото време што го имаме на земјата, а кое ни е дадено за подготовка на идниот живот? Како на жена, жал ми е за жените во ово општество. Од раното детство тие учат дека нивното главно богатство е нивната физичка привлечност. Замислете ја свечената поворка на тинејџерите, сега истото се случува и во пониските одделенија. Ги наведуваат да веруваат дека мора да ја истакна својата физичка убавина, со часови вежбаат за да ги обликуваат своите фигури, само за да ги покажат на плажата и понижувачки да си фатат маж. Кога еднаш ќе го уловат, тие продолжуваат со истакнувањето на својата убавина надвор од домот, само за да добијат комплименти, или сексуално вознемирување на работа, се поголем број на разводи, растурени домови и така натаму. Што е доста е. Во исламот, во било кое време, жените не треба на опасност да го изложуваат своето достоинство, својата честитост, својата самопочит. Жената мисли, се однесува и се облекува скромно. Таа е почитуваната од сите членови на општеството. Својата убавина ја покажува на мажот, на останатите не им дозволува да уживаат во таа убавина. И не украсувајте се како од времето на незнаењето. Овде клучниот збор е незнаењето. Ако отидете на место кај што парадираат проститутки, зарем нема да почувствувате сожалување кон нив? И зарем нема да ви стане јасно дека тие го одбрале тој пат поради незнаењето, ниската самопочит, научена од лошото искуство од детството? Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ни зборува: кога планирате одреден пат на работа, размислете прво за неговите последици. Ако се добри, продолжете. Ако се лоши, откажете се. Вреди да се направи напор во скромното однесување, од кое облекувањето е само еден дел. Зошто ние како жени, на кои им е доверена голема одговорност, човештвото не го научиме на патот на нашиот Господар? Зошто ние би сакале да предизвикуваме непристојни мисли во главите на нашите колеги, кои впрочем во Божите очи се наши браќа? Во исламското општество, мажите и жените се помагаат еден на друг во постигнувањето на доброто, тие не се искушуваат едни со други. Верниците и верничките се заштитници едни со други, наредуваат добро и одвраќаат од зло, клањаат намаз и даваат зекат, и послушни се и на Аллах и на пратеникот негов. Аллах нив ке им се смилува. Аллах навистина е силен и мудар. Аллах им вети на верниците и на верничките бавчи низ кои течат реки, и во нив за навек ке останат, чисто место кое ќе биде во вечноста на дженнетот. Аллаховото задоволство е најголемо од се. Ете, тоа е токму победа голема. Символичен опис на наведеното се однесува на дженнетот, за кој исламот ни зборува дека тој е состојба на блискост кон Бога, кој може да се достигне и на земјата. Реките кои течат близу до градината на дженнетот се однесуваат на бескрајната прогресивна потрага за Божјото задоволство, кое всушност е дженнетот. Скромното однесување не го вклучува само начинот на кој се облекуваме, туку и она како мислиме, како им се обраќаме на другите. Затоа не бидете со допадлив говор за оној во чие срце има болештина, нешто да не очекува
и говорете со убави зборови. वक्त कम है बहुत है काम चलो Бог разбира дека сите мажи не чувствуваат искушение кога ќе погледнат во непристојно облечена жена, но ние не ја знаеме внатрешната морална состојба на другите. Исламот, како што спомнав порано, однапред го зема делотворниот и систематичен пристап на втемелувањето на моралноста во исправното општество. Регулирањето на однесувањето на мажот и жената е само една од превентивните наредби на Исламот. Другите вклучуваат неземање на опојни средства воопшто, за да човечките суштества секогаш размислуваат со чист ум и да бидат во состојба да направат одговорен избор. Запомнете дека целта е создавање на личности кои ќе го достигнат заедништвото со Бога. Се разбира, создавањето на такви личности во што поголем број, кои би биле правило, а не исклучок, може да се постигне во исправното општество, каде што духовното напредување е норма. Се повикав на фактот дека директорите во школите и шефовите во фирмите секогаш се облекуваат според улогата која ја имаат. Таквата облека нив не ги прави шефови. Тоа е символичен израз на нивната улога во таа организација. Во Куранот Бог ја објаснува суштината на исламскиот шал или покривањето, кои го представуваат ставот и на мажите и на жените и се одразува во облекувањето и во однесувањето. Како учител можам да ги видам последиците на неморалните однесувања, овековечени од однесувањето на родителите кои децата го научиле и сваќам дека тоа е опасен круг. Сакам исламскиот систем да го замислам како побожен круг. О, синови Адемови, ние ви испративме облека, секако, за да ги покриете срамните места ваши и одела, но облеката на богобојазливоста всушност е најдобрата. Ете, тоа е едно од знаменијата Аллахови, за да се сеќаваат. Крајната цел е богобојазноста на срцето. Погледнете наоколу и ќе видите дека моралноста опаѓа и дека системот не работи. Исламот го нуди системот кој функционира. Жените ја имаат виталната улога во овој сложен и префинет систем. Вие познавате постојани прилики на општествено действување меѓу мажите и жените, пријателства, посредување кај запознавањето и сите тие нешта влијаат на веројатноста дека природната привлечност која Бог ја ставил помеѓу нив ќе резултира со односи кои ја доведуваат во опасност моралноста во општеството. Исламот го ограничува слободното и неограничено мешање на половите. Верувајте ми, ограничувањата се многу повеќе за мажите одошто за жените. Жените се заштитени од сите видови на злоставување. Злоставуваните личности го губат чувството на самопочит и доколку не ги поминат долгите терапии, често не се во состојба да формираат стабилен однос. Гледам дека во ова општество жените патат од синдром на психолошко злоставување, бидејќи се третирани како сексуални објекти од страна на медиумите, школите, работата и за жал често и во своите домови. Само почит така и жените е ниска, како што е докажано со фактот дека тие себе си дозволуваат непрекинато експлоатирање во ваквиот начин на работа. Поради тоа, доколку не го смениме целиот систем и не им дозволиме на жените да ја достигнат само почитта и почитта која Бог им ја овозможил преку Исламот, стабилноста на односот меѓу жената и мажот, меѓу мајките и децата, и понатаму ќе биде во опасност. Кога ги подучувам студентите на високите школи, се растажувам над состојбата на овие тинејџери. Тие чувствуваат дека се притиснати од денешното општество. Неколку девојчиња и неколку момчиња во класот од 25 мина ќе ги исполнат барањата. Останатите секогаш ќе се чувствуваат несрекни, бидејќи живеат во страв дека нема да им биде понудено да се забавуваат. Можам да видам дека девојките кои конечно добиле прилика да се забавуваат, се подготвени се да дадат од страв да не ја изгубат приликата. Но кога ќе се развијат посериозни односи, тие најчесто завршуваат тажни и тогаш го следат процесот на лечење во кој ќе оттрпнат и ќе ја изгубат онаа прекрасна мекост,
која е пресудна во формирањето на траен брачен однос. По неколку такви односи и тешки тагувања, ништо не останува од овие сироти души. Како тогаш тажното скршено човечко суштество ќе може да му придонесе на големата задача на мајчинството? Како очекувате поединците кои биле изложени на таквите тешкотии да можат да бидат задоволни во односот со еден партнер? Зарем не гледате дека системот што сте го создале придонесува кон пропагањето на истиот? Зарем не гледате дека степенот на разводите, несаканата бременост, недостатокот на приврзаност во бракот, сите овие болести се зголемуваат од ден во ден? Жените се изложени на тортура и им се на располагање на мажите кои го губат интересот за нив. Хомосексуалноста и злоставувањето на децата стануваат секојдневие. Безграничните и разузданите задоволства не носат среќа. Навистина, тие резултираат со незадоволство и нестабилност на целата заедница. Тоа е како земањето на дрога. Што повеќе земате, се посилна доза ви е потребна за привремено, но потенцијално смртно возбудување. Како што спомнав порано, вие не можете да влијаете на промената стремејќи се кон поединецот или на различни аспекти на системот. Вие промената ќе ја создадете менувајќи ги правилата кои управуваат со целиот систем. Правилата мора да делуваат однапред, да бидат превентива. Наредбите мора да бидат позитивни и да ги вклучат сите однесувања кои прогресивно водат кон промената. Промената која Бог ја предлага во честниот Куран ќе произведе здраво општество, каде доброто станува извор на задоволството и среќа. Исламот ја промовира силната емоционална приврзаност на мажот и жената, родителот и децата, браќата и сестрите, продолжените семејства кои овозможуваат удобност и поддршка и резултираат со среќа, мир во главата и срцето, хармонија, доверба и стабилност. Во таквото општество, природната потреба на човекот да биде сакан и да сака е исполнета на честит начин и тој е задоволен. Среќна сум што сум жена во Исламот и што сум обсипана од љубовта на мојот сакан со Божјата милост кон мене. Јас имам со помош на Божјата милост побожни и прекрасни деца, прекрасен маж, прекрасен зет кој исто така го прими Исламот и можам да видам како Исламот делува создавајќи го дженнетот секојдневно пред моите собствени очи. Го чекам времето кога повеќето американци ќе го примаат Исламот. Американците се така добродушни, срдечни, сочувствителни, великодушни човечки суштества и тие, ако Бог даде, ќе представуваат најдобри муслимани. Ова е последниот дел и книгата Улогата на жената во исламското општество е завршена. Еселаму алейкум.